Хелсиншки комитет? На што прво ве асоцира? Човекови права. За човекови права би требало. Па на правда да ви кажам право. Да, не ли така? Тоа е комитет за борба за правата на луѓето. Организација за човекови права. За човекови права. За правда, демек за тие работи, нешто ако е... На што те асоцира Хелсиншки комитет? На што? На еднаквост. Мислим, тоа е за човечеви права. На човекови права. На човекови права, борба за човекови права. Човекови права. Човекови права, да, ќе каже колегата. На правата на луѓето во светот. Кога зборуваме за човекови права, на која невладина Хелсиншки комитет. Кога би имале прекршување на вашите загарантирани човекови права, кај би се вратиле? Па прво до нив зашто се најисцрпни во одговорите и во сите работи сум. Поверојатно да. Знаете прашам. Па мислам во Хелсиншки комитет. Хелсиншкиот комитет во секоја држава, па и во Македонија, постои за да ги констатира прекршувањата на човековите права. Од тој аспект, јас ниту извештајот, ниту активностите на Хелсиншкиот комитет и на другите невладини организации не ги гледам негативно, туку напротив како еден извор на податоци за тоа во кој дел владата треба да ја коригира својата политика или на кои сегменти треба да посвети посебно внимание. Она што е многу битно е да се споредуваат годишните извештаи на Хелсиншкиот комитет и на другите такви асоциации од година во година и да се констатира дали имаме позитивен тренд или трендот е негативен. Погледајте ги извештаите на Хелсиншкиот комитет на нивната веб страница, ќе забележите реченица дека властите се обидуваат да влеат страв меѓу населението. Извинете, немојте да се навредите, меѓутоа тоа се методи што се применуваа пред 50 на години, можеби и подоцна до распаѓањето на комунизмот, меѓутоа Европската унија не познава такви методи и таков начин на владење, а Хелсиншкиот комитет е високо рангиран и почитуван од Европската унија. Погледнете го денешниот наслов за јавувањето на Хелсиншкиот комитет. Мислам дека вчера на ниту една телевизија не беше спомнато, а денеска на сите насловни страници на весниците го пишува тоа. Тоа значи дека сепак од властите се врши еден голем притисок врз електронските медиуми. Тоа е очигледно. Тоа се... Ама они види, они беа... Како ти кажам, веќе тамо 96-7 некаде, веројатно имаше 2000 граѓански организации разни. И они беа навикнати да им се доближуваат на раздојдели. Ние бевме опозиција цело време, и кај СДС и кај ВМРО. И ден денес Хелсиншки комитет е опозиција. И само али во рамките на својата дејност. Па, тоа е многу природно, бидејќи Хелсиншкиот комитет успеа да се изгради како една од многу ретките невладини организации која што има еден принцип, а тоа е секогаш се бранат правата на граѓаните во однос на власта, во однос на прекршувањата на власта, односно во однос на пасивноста на власта за одбрана и заштита на правата на граѓаните. И автоматски секоја опозициона партија всушност црпи материјал од работата на Хелсиншкиот комитет во напаѓањето на актуелната власт. Меѓутоа, проблемот е што во моментот кога одредена политичка структура ќе дојде на власт, како да ги заборава елементите за кои што заедно се бореле со комитетот.